Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. И за второто пријавување за упис во прва година нема намалување на бодовите за запишување на учениците во гимназиските и економските училишта. Намалување на бодови е можно во августовскиот уписен рок, само со одобрение од Министерството за образование. Таква е одлуката на ресорното министерство согласно објавениот конкурс за упис на ученици во средно. Според бодовите, од пријавени 223 ученици во СОУ Гошовиќ Антиев примени се 149. Во гимназијата Лјупчо Сантов од пријавени 170 примени се 125 ученици. Од 223 пријавени ученици во Средното општинско училиште Гошовиќ Антиев, по рангирањето по бодови согласно конкурсот за упис на ученици во прва година, примени се 149, распоредени во 3 струки. По струки, во машинската струка се пријавени вкупно 68 ученика, од кои 49 во 4-годишно образование за 3 паралелки и 19 ученика за 3-годишно образование за 2 паралелки. Од тие 68 ученика се примени во првото пријавување 44 ученика. Во електротехничката струка, во 4-годишно образование се пријавени 102 ученика за 4 паралелки, од нив се примени 63. Во 3-годишното образование се пријавени 7 ученика за 2 паралелки, истите 7 се примени, или вкупно во електротехничката струка 109 ученика пријавени, од кои 70 се примени. И во сообраќајната струка од 45 пријавени ученици за една паралелка од 34 ученика, уписите се завршени и се запишени 34 ученика. Најголем интерес, како и минатите години, има за сообраќајната струка, за профилот транспорт и шпедиција, каде што е веќе формирана потребната паралелка. Голем интерес има за електротехничката струка, за профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика, каде што се примени 33 ученици и има уште едно слободно место. Од машинската струка, најголем е интересот за профилот техничар за компјутерско управување, каде што се пријавени 25 ученици, а се примени 17. За второто пријавување од јунскиот уписен рок, кој ќе биде на 29 и 30 јуни, ќе има намалување на бодовите, така што учениците кои сега се одбиени, согласно намалувањето на бодовите, ќе бидат примени. Иако истакнато дека после првото пријавување се одбиени, со намалување на бодовите, дел од тие ученици веќе ќе ги исполнат критериумите да бидат примени на второто пријавување. Исто така продолжуваме со уписи и во августовскиот испитен рок, кога, ако има потреба, ќе биде извршено дополнително намалување на бодови и верувам дека сите пријавени ученици по конкретните профили во септември ќе бидат примени онаму каде што изразиле желба. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од пријавени 170 ученици примени се 125. Во гимназиските паралелки имавме пријавено 83 кандидати, од кои што 75 ги исполнуваат условите и се веќе запишени. Во економското имаме 87 пријавени, од кои што само 50. Значи тука дури 37 ученика не го исполнуваат условот, поточно немаат минимум 60 поени кои што се неопходни во двете струки. За второто пријавување во првиот уписен рок, што следува на 29 и 30, нема да бидат намалени поените, но на 2 јули ние имаме можност да се обратиме до Министерството за образование, кој што е надлежно за нас. Нашето барање ќе се однесува на тоа поените да бидат намалени. Но дали поените ќе бидат намалени и за колку, не можеме да импровизираме сега, нели? Туку само се надеваме искрено дека ќе бидат намалени, со што дел од овие ученици, значи ќе можат исто така да се запишат во нашето училиште, бидејќи тоа што се пријавиле кај нас доволно говори дека нивната желба и интенција е да бидат ученици во СОУ Лјупчо Сантов во Кочени, што значи дека по обраќањето на 2 јули од наша страна и ќе очекуваме одговор од нивна страна дали ќе бидат намалени поените и за колку. До ланската година беше полесно за оние ученици кои имаат помалку бодови, а сакаат да се запишат во гимназија или економски, затоа што самото училиште на наставнички совет одлучуваше колку ќе се намалат бодовите. Од ланската година веќе не е така, туку по барање на училиштето, Министерството за образование одлучува дали и колку бодови ќе бидат намалени. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 29 и 30 јуни, а резултатите ќе бидат објавени на 1 јули.
Вториот уписен рок е на 24 август. Кочанската железничка станица нема да биде реновирана со проектот што ќе го спроведе Министерството за транспорт и врски, а со кој годинава треба да се обноват 10 такви објекти во државата. За сега нема најави ниту дека се планира реконструкција на пругата до Велес. Железничката станица во Кочани ќе остане во истата состојба и изглед како досега. Министерството за транспорт и врски не ја вклучи во пакетот од 10 железнички објекти во државата кои ќе бидат целосно реновирани. За неја и останатите станици во источниот регион не се размислувало, затоа што приоритет добиле оние во централниот и западниот регион од државата. Со владиниот проект ќе се реконструираат сите железнички станици на коридорот 10. Се работи за инвестиција од 2.200.000 евра, со која се очекува железничките станици во Велес, Прилеп, Битола, Гевгелија, Богомила, Чашка, Табановце, Димиркапија, Градско и Неготино да добијат комплетно нов изглед и да бидат подостапни за сите граѓани кои го користат железничкиот сообраќај. Со најавите за реконструкција се изоставени станиците во источниот регион, а ќе нема ниту реконструкција на железничката пруга до Велес, со што би се овозможил побрз и побезбеден транспорт на патници и стока. Кочанската железничка станица е изградена во средината на 20-тите години од минатиот век. За помалку од 100 години од низиното постоење, таа неколку пати доживеала помали интервенции, пред се за заштита на фасадата и кровната конструкција. Други поголеми реновирања не се правени, па денес е во очајна состојба. Патничкиот воз овде доаѓа и заминува само еднаш во едно деноноќие, така што и бројот на патниците драстично е намален. Злоупотреба и фалсификување на месечни картончиња за платен паркинг од страна на граѓаните забележале службите за наплатување паркинг во Кочани. Од таа причина, од овој месец картончињата се заменуваат со налепници, на кои е испечатен месецот за кој е платено. Започна новиот начин на работа за наплатување на месечните и годишните уплати за паркинг простор во Кочани. Се укинуваат картончињата на кои беше одбележено за кој месец има платено граѓанинот и наместо нив се воведуваат налепници со испечатена бројка на месецот за кој што е платено. Новината се воведува од причина што картончињата за месечна претплата за паркинг честопати биле фалсификувани и злоупотребувани од страна на корисниците на услуги. Почнуваме со работа на друг начин, во друг принцип на работење околу наплатувањето на паркинг просторот. До сега беше со картончиња на кои што беа обележени месеците, на кои што се ставеше печат и подпис. Меѓутоа, од граѓаните тоа беше на некој начин злоупотребувано, со тоа што ќе се сврте картончето на другата страна и нема да се знае дали е платено или не е платено, или па со текот на времето ќе избледе печатот или подписот и не бевме сигурни дали граѓанинот има платено или не. Од овој месец почнуваме со работа со налепници на кои што пишува месечен паркинг или паркинг винетка, со која што се става на предното возачко стакло и од која што може да се види дека за тој месец е платено. Имаше злоупотреба со картончињата, имаме откриено фалсификување на подписи и за тоа се решивме на овој чекор и мислиме дека нема никој да се осмели да ги прави да ги фалсификува месечните паркинзи, односно годишните паркинзи билети, уствари налепници. Доста голема е заинтересираноста на граѓаните да си платат за годишен паркинг простор. Плаќањето за година дена, кој плате во јануар месец, има намалување од 600 денари, така да наместо 3600 може да плате 3000 денари. Исто имаме изработено годишна налепница, односно годишен паркинг, во вредност од 3000 денари и кој што исто така се става на ветробранското стакло, од кое што може да се види дека за година дена корисникот има платено. Инаку, во однос на ставањето блокатори, за година дена од кога работи паркинг службата, има поставено 63 блокатори, што јасно укажува дека културата за плаќање паркинг кај граѓаните на Кочани веќе е подигната на високо ниво и малку се оние кои ќе ризикуваат за 10 денари колку што чини паркирањето за 1 час да плати 700 за отстранување на блокаторот. Симеонов додаде дека, иако паркирањето во Кочани е наевтино во споредба со другите градови од државата, сепак поскапување не е најавено.
Бенефициите се големи за оние кои живеат во централното градско подрачје или за оние кои секојдневно работат во центарот на градот, со месечните налепници кои чинат 300 денари или доаѓа по 10 денари дневно, што представува символична цена, а овозможува паркирање на било кое место во централното градско подрачје без ограничување на часовите за паркирање. 29-та седница на Виничкиот совет. Без жешки точки на дневниот ред, работата на советниците помина во вообичаена атмосфера. Во мирна атмосфера, Советот на Општина Виница ја одржа 29-та редовна седница. На дневен ред се најдоа предлог одлуките за отпочнување со ревизија на стратегијата за локален развој на општината, како и учеството во акцијата за стипендирање на ученици од Средното општинско училиште Ванчо Праке. Понатаму советниците ја разгледаа предлог програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија за тековната година, елаборатот за процена на штетите од поплавата што ја зафати Виница во февруари годинава, предлог решението за формирање на комисија за процена и утврдување на висината на штетата настаната од оваа природна непогода, предлог решението за формирање на комисија за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи, информациите за состојбата на невработеноста за 2014 година и за снабденоста со вода за пиење и одржување на водоснабдувањето во селото Блатец со предлог мерки за решавање на проблемите. Беше разгледано и барањето од библиотеката Ванчо Праке за преотстапување на простор во селото Истивање, како иницијативата од организацијата на Сојузот на борци на Македонија Виница за изградба на спомен обележје во селото Драгобраште на револуционерот Ангел Винички. Советот го разгледа и барањето за утврдување правен статус на бесправно изграден објект, како и предлог листата за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општината. Како последна точка од секоја седница на општинските совети, редовно е Институтот советнички прашања, каде советниците упатуваат прашања до локалната власт или надлежните институции во врска со теми од локален интерес. Советот на општина Кочани на седницата закажана за петок треба да го избере новиот командир на полициската станица. Во игра се тројца кандидати за кои е добиена согласност од Министерството за внатрешни работи. По подолг период без прв човек, полициската станица во Кочани наскоро треба да го добие новиот командир. Испразнетото место досега беше пополнувано со вршители на должноста или од постојните полициски службеници на кои меѓу другите работни обврски им беа давани и раководни задачи. Листата со кандидати за кои е дадена согласност од Министерството за внатрешни работи била испратена минатата недела, а според законските одредби, Општинскиот совет изборот треба да го направи во рок од 2 недели. Токму затоа, како прва точка на дневниот ред, изборот на командирот ќе се најде на седницата закажана за петок. Официјално во игра за избор на прв човек на Кочанската полиција се имињата на Горан Велковски, чиј актуелен ангажман е во областа на сообраќајот, Драган Чоданевски, кој извесен период ја извршуваше функцијата на ВД командир, како и Јордан Стојанов со ангажман во областа на превенцијата. Сите тројца се со подолг стаж во службата, при што во професионалната кариера извршувале неколку различни работни задачи. Според образложението за кандидатите, тие ги исполнуваат условите што ги пропишува Министерството, односно имаат завршено соодветно високо образование и минимум од 6 години работно искуство во полицијата. Недостатокот од прв човек на полициската станица во изминатиот период не влијаеше врз функционирањето на службата. Слична ситуација во полициската станица во Кочани имаше и пред 3 години, кога тогашниот командир замина во пензија, а потоа неколку месеци се кршеа копјата околу изборот на нов, при што екс-министерката Јанкуловска еднаш дури ја повлече и листата на кандидати, што ја испрати пред Советот на општината за разгледување. Пред да се најде пред советниците, листата со сегашните предлози ќе ја разгледува Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, а откако ќе се изврши конечниот избор на командир, Советот на општината има обврска за одлуката да го информира Министерството за внатрешни работи. Кочанската полициска станица не беше единствена во државата во која немаше избран командир, а во јавноста отсуствуваше официјално образложение за тоа. Со доаѓањето на функција на новиот министер за внатрешни работи Митко Чавков, едно од работите што се менува е и изборот на нови раководни луѓе на локалните полициски станици.
Во рамките на кампањата Здравје за сите, Здравствен дом Виница организира бесплатни прегледи за жителите на општина Виница. Прегледите се спроведува во кругот на градскиот парк во препладневните часови. Основната здравствена состојба меѓу првите во Виница ја проверија градоначалникот Емил Дончев и директорот на Здравствениот дом Мартин Павлов. Нивниот пример го следеа околу 60 на граѓани. Целта на акцијата на Здравствениот дом во Виница, што се спроведува пресред на летниот период и на предстојните високи температури, е да се подигне свеста кај граѓаните за континуираната грижа за своето здравје и за вршењето на времени превентивни прегледи. Акцијата за бесплатни превентивни прегледи на граѓаните во рамки на превентивната програма Здравје за сите на Министерството за здравство почна минатата недела и ќе се спроведува до крајот на месецот во сите здравствени домови или на фреквентните места во градовите. Целта на акцијата е да се подигне свеста без оглед на возраста на граѓаните. Бесплатните превентивни прегледи ќе бидат според однапред утврден распоред, а секој здравствен дом ги организира во определен ден според распоредот од 8 до 11 часот и на точно определена локација за која граѓаните треба да бидат информирани. Покрај лекарскиот преглед, медицинските тимови од здравствените домови вршат мерење на крвниот притисок, телесната тежина и висина и одредување ниво на шеќери и масноти во крвта. Распоредот за оваа акција е објавен на веб страницата на Министерството за здравство, а секој здравствен дом има обврска да ги информира граѓаните преку локалните медиуми. Виница е прва општина во микрорегионот која реализираше годинешната акција. Просечните месечни примања на граѓаните од источниот дел на Македонија се под републичкиот просек. Нискиот животен стандард е главната причина поради која најголем дел од младите можноста за вработување и обезбедување екзистенција ја бараат во странство. Нема подобрување во нивото на животниот стандард за жителите од брегалничкиот регион. Од финансиски аспект, тие се во најнеповолна положба во однос на сите останати во државата, затоа што во просек месечно можат да потрошат максимум до 150 евра, за да ги покријат најосновните животни трошоци. Без разлика дали работат во индустријата, пред се текстилната, или се земјоделци, просечната годишна заработувачка е на слично ниво. Истражувањата велат дека големи разлики нема ниту меѓу населените места во регионот. Без оглед дали живеат во село или во град, жителите на регионот мора да се задоволат со просекот. Една пензија 9500 дека можеш да останеш. А тук мораш да земеш дрва, сите обврски, значи ние сме со мала пензија и пензионерите сме социјални работници. Мажо ми зема една година како пензија, најмала пензија 7500, 7600 така. И ништо друго немаме. Сметките платиме, струја, вода, телевизија, телефон и коме речи си друго така само и апчиња. Лекови. Разбираш? Е така, а децата се на страна. Како живееме без пари? Со тезга сме, работиме на тезга, имаме давачки многу, резервации, фирма, за нас ништо не останало. Единствена предност од живењето во град е што релативно полесно би можело да се најде вработување, и тоа најчесто во текстилните компании. Штипскиот пример е најкарактеристичен, но и таму месечните примања не се надпросечните за целиот регион. Во однос на Кочани, кој на истокот од државата е рекордер по невработеноста, Штип пак веќе има проблеми со наоѓањето квалитетна работна сила. Оние што овде нема да најдат работа, најчесто се определуваат да заминат во странство. За 2 дена заминуваме за Америка. Така. У наша населба, секоја друга куќа, се са по Шведска, по Германија моите, едното Италија, едното Германија и не ги видувам со години. Со опаѓањето на животниот стандард се намалува и бројот на жителите на градовите, што според економските аналитичари ќе предизвика недостиг од квалификувана и млада работоспособна сила. Сето ова на крајот придонесува за отежнат економски развој и дополнително влошување на веќе неповолните состојби. Следува спортската информација. Пресред на патрониот празник се организираат павовденски турнири во пинг-понг и баскет во Виница. Во моментов тече пријавувањето за учество.
Празнични спортски настани во Виница ќе се организира Павловденски турнир во пинг-понг и баскет. Пресрет на патрониот празник на градот Павловден, јавното предпријатие Винспин во соработка со локалната самоуправа организира Павловденски турнири во пинг-понг, поединечна конкуренција и баскет. Турнирот во пинг-понг ќе се одигра на 4 јули, сабота, со почеток во 10 часот. Турнирот во баскет пак ќе се одржи ден подоцна, недела, со почеток во 10 часот. Пријавувањето ќе се врши во просториите на спортската сала Капетан Кирчо Димитријов во Виница до 3 јули, односно петок. При пријавувањето не е предвидена котизација. За победниците на турнирот се обезбедени пригодни награди. Подетални информации можат да се добијат во спортската сала или на телефонскиот број 076 363 674. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.